Почитувани гости, наши сограѓани, почитувани спортски работници, спортисти, љубители на спортот. Добро вечер и добро ни дојдовте на манифестацијата Избираме спортисти и спортска екипа на 2022 година. Четврта година поред како општина Пробишти ја организира манифестацијата Избираме најдобар спортист и спортска екипа на годината. Спортот е дејност која ги опфаќа сите форми на спортски активности на спортистите од сите возрасти, како и спортско рекреативните активности на граѓаните. Заради остварување на потребите за занимавање со активностите и заштита на правата и интересите од областа на спортот, граѓаните можат слободно и доброволно да се здружуваат и основаат спортски здруженија. Во рамки на надлежностите што ги има општината, во делот на спортот и рекреацијата, а со цел развој на физичката култура кај младите, што помасовен опфат на младите лица на спортските терени и превентивно делување, а воедно и одвраќање на младите од пороците кои што ги демнат на секој чекор во нашето современо секојдневие. Општина Пробишти настојува да ја одржи и продолжи спортската традиција кај пробиштипјани, а воедно дава голем придонес во развој на физичката култура во општината. Од таа причина, општина Пробишти во рамки на своите надлежности, секако и можностите, започна со организирање на една ваква манифестација со која сакаме да ги мотивираме сите спортисти, секој во рамки на својот спортски клуб или како индивидуалец да даваат се од себе и сите заедно да го подигнеме спортот на едно повисоко ниво, зашто Пробишти тоа го заслужува. Од секогаш сме биле расатник на спортски таленти кои овде се формираат и заминуваат како готов производ во спортските клубови низ Македонија и надвор од неа. На почетокот едно мало појаснување како дојде до тоа токму овие спортисти да бидат избрани како кандидати за спортисти на годината и изборот на спортските клубови на годината. Го повикувам раководителот на одделението за јавни дејности Рани Лиевски да даде мало појаснување. Почитувани, добро вечер и од мене. Четврта година поред, како општина Пробишти ја организира манифестацијата Избираме најдобар спортист на годината. Ја организираме оваа манифестација се со цел да дадеме еден скромен придонес не само во развојот на спортот, туку и да ги поттикнеме младите да спортуваат, да се занимаваат со дејноста спорт, да членуваат во еден од спортските клубови согласно нивните афинитети. Воедно планираме оваа манифестација да стане традиција, а се со цел да ги мотивираме спортистите не само за поголеми залагања, туку и поголеми резултатски достигнувања. Од минатата година манифестацијата ја поставуваме да се одржи околу 28 јануари, а по повод празникот воедно и патрон на градот, преподобен Свети Гаврил Лесновски. Ние вака ја направивме процедурата. Од страна на општина Пробишти беа изготвени критериуми за избор на спортист и спортски клуб на годината. Се избираат спортисти и спортски клубови во следните категории. Спортист на годината кој се надпреварува во општина Пробишти, спортист на годината кој се надпреварува надвор од општина Пробишти и спортски клуб на годината. Беа повикани представници на сите активни спортски клуба во општина Пробишти и заедно во присуство на представник од општина Пробишти дадоа предлози за можни добитници на оваа престижна награда. Од страна на спортските работници произлегува предлози и во двете категории. Во категорија на најдобар спортист за 2022 година, во рамки на општина Пробишти беа предложени 4 кандидати од спортските дисциплини фудбал, кошарка, карате и одбојка. Во категорија на најдобар спортист за 2022 година, надвор од општина Пробишти, номинирани беа 5 кандидата во следните спортски дисциплини: фудбал, одбојка и кошарка. Сите предложени спортисти со нивните кратки биографии беа поставени на Facebook профилот на општина Пробишти, каде сите наши граѓани имаа можност да гласаат. Откако гласањето
на Facebook профилот заврши, спортистите согласно добиените лајкови добија одреден број на бодови, и тоа прво пласираниот 10 бода, второ пласираниот 7 и трето пласираниот 5 бода. Се обративме до сите представници на спортските клубови, здруженија и сојузи на територија на општина Пробиштип, и сите тие имаа можност поединечно да ги дадат своите бодови за предложените спортисти. Овде беа опфатени кошаркарски клуб Пробаскет, одбојкарски клуб Весна Пробиштип, фудбалски клуб Рудар 1947, Здружение на спортски риболовци Злетовица, Здружение на училишни спортски друштва Пробиштип и мотоклуб Црни Орли. Тие имаа можност да дадат по 5 бода за првопласираниот, 3 бода за второ и 1 бод за трето пласираниот според нивно мислење. Вечерва ќе ги прогласиме најдобрите спортисти по категорија спортисти кои се надпреваруваат во општина Пробиштип и спортисти кои се надпреваруваат надвор од општина Пробиштип. Ќе го прогласиме и најдобриот спортски клуб на 2022 година, а годинава тоа се 2 клуба. На оваа спортска манифестација ќе ги промовираме и 4 надежни спортисти на општина Пробиштип во спортските дисциплини кошарка, фудбал, карате. Имаме посебни награди за наши врвни спортисти, но да не откриваме се, ви посакувам добре дојде на спортската вечер во која ги бираме најдобрите спортисти за 2022 година и однапред честитки на наградените и големи успеси на сите наши спортски клубови во годината што следи. Избираме спортист на 2022 година, годинава со своето присуство ја удостои директорот на Агенцијата за млади и спорт Наумче Мојсовски. Ве молам седен аплауз да го поздравиме нашиот гости, а јас ќе го повикам овде на подиумот да ви се обрати. Добро вечер на сите присутни, чест и задоволство да се мои вечерва да сум тука со спортските работници, спортистите и сите чинители на општина кои го прават спортот една убава гранка во вашата дејност. Голема благодарност до општина Пробиштип која макотрвно работи за спортот. Се надевам дека така и ќе продолжиме. Ја имате поддршката од Агенцијата за млади и спорт. Се надевам дека големите клубови кои беа на оваа општина, Рудар и сите останати кои ги памтиме, ќе ги вратиме на стапките кај што заслужуваат и се надевам дека овој извор ќе ги добие најдобрите спортисти, ќе го добијат најдобрите спортисти и уште еднаш голема благодарност до општина Пробиштип која се залага да нашиот спорт во Македонија го добие заслуженото место. Ви благодарам уште еднаш. Ќе го замолам директорот на Агенцијата за млади и спорт да остане овде на подиумот, а го повикувам градоначалникот во знак на добра соработка со Агенцијата за млади и спорт да изрази една мала благодарност и соодветно на денот да поклони една резбена кутија со ликот на Гаврил Лесновски како спомен на оваа убава посета. Драган Анастасов да ви се обрати. Почитуван директор на Агенцијата за млади и спорт Наумче Мојсовски, почитувани спортски работници, почитувани спортисти, останати присутни, добро вечер. Секој настан сам по себе карактеристичен, да се биде меѓу спортистите секогаш има некое посебно позитивно и потикнувачко чувство и затоа благодариме за таквата атмосфера која ја создавате. Почитувани, општина Пробиштип како релативно млада и мала општина секогаш бил и се уште е расадник на спортисти, кои со своите достигнувања не прават горди со граѓани, а со тоа и на најубав начин ја представуваат нашата општина. Тоа нам како вработени во локалната самоуправа ни дава мотив да работиме за развој на спортот во нашата општина и да создаваме подобри услови за него. Спортистите со нивните успеси не мотивираат и задолжуваат нас,
а ние пак ги мотивираме нив. Една убава симбиоза. Од сето ова произлези идејата и потребата за оваа манифестација, спортист на годината, која одржуваме по 4-ти пат. И на обострено задоволство секоја година имаме палета од спортисти заслужни за плакета. Некако како неминуван процес секоја година се трудиме да создаваме подобри услови, така и оваа година. Општината со 2.900.000 динари издвоени средства во програмата за спроведување на активностите на спортските друштва во општина Пробишти ја поддржува и покажува како се дава поддршка за мотив и развој на спортот. Но не само одвојуваме средства за спортските колективи и спортисти, дополнително општината изминатава година вложи и во спортска инфраструктура. Со поддршка од Агенцијата за млади и спорт ја направивме атлетската патека на градскиот стадион. Се реконструираше игралиштето на спомен паркот Братство и единство. Подпишавме договор за изградба на спортско рекреативен центар во населба Калниште, кој ќе започне со реализација веќе од следниот месец. Исто така, да споменам дека сите постоечки спортски терени се влезени во програмата за 2023 година за реконструкција со тартани, вештачка трева соодветно за потребите на секој терен за секој еден наш граѓанин. Сето ова ни дава за право да кажеме дека општината не само на хартија, туку реално вложува во спортот, а најдобар фидбек сте токму вие, драги спортисти. Продолжите и во иднина да редите успеси, вашата општина стои и ќе стои позади вас. Ви благодарам. Почитувани, започнуваме со помладите. Оние кои настапуваат на спортската сцена со голем труд и мака се пробиваат и си го бараат своето место меѓу веќе премираните спортисти. Почнуваме со категорија надежен спортист на општина Пробишти. Номинирани, а воедно и добитници на награда од општина Пробишти се: ја поканувам Мелани Панова, кошарка. Ја поканувам и градоначалникот. Матеј Трајчев, фудбал. Михаил Томев, карате. И Филип Гоцев, фудбал. Сега ги поканам сите четворица да повелат за една групна фотографија заедно со градоначалникот. На почетокот да дадеме една награда за надежен спортски клуб. Во Пробишти, замислете, има рагби клуб кој го носи пробиштивското свето име Рагби клуб Рудар. Да им честитаме на овие наши
спортски ентузијасти и да им дадеме ветер во грб со доделување на една награда за надежен спортски клуб. Кога сме кај младинските категории, мислам дека најсоодветно место е да дадеме една награда за постигнат резултат на највисоко државно ниво. Но прво да погледнеме едно видео. Овде со нас се пробуштивските херои, кои Пробуштив го направија мошне горд со својот најголем успех. Нашите одбојкари, пионерите на одбојкарскиот клуб Весна Пробуштив, кои го освоија првото место во државата. Ве молам со еден голем аплауз да ги поздравиме овие прекрасни спортисти, а вие, драги наши шампиони, повелете на подиумот да ја примите наградата. Ajde pobrzo, site na Ajde,